Австрискиот председателски кандидат од крајната десница и лидер на партијата на слободата Норберт Хофер порача дека ќе бара референдум за членство во Европската унија ако унијата стане поцентрализирана по Брекзитот. За така наречениот О-екзит рече дека две клучни прашања можат да го сменат неговото мислење: приемот на Турција, што според него е малку веројатно, и одговорот на Брекзитот. Како што рече, блокот од 28 членки е важен за Австрија, но сака подобра Европска унија. Хофер во интервју за BBC порача дека никој не треба да се плаши од него како лидер, а за муслиманите во Австрија дека се дел од земјата, но исламот не е дел од нејзините вредности. Европската унија. Која е Европската унија? Тоа сме ние, земјите членки. Унијата направи голема грешка што не се согласи со нашите договори. Монетарните критериуми беа прекршени и никој не се загрижи, а ги знаеме последиците. Ги имаме овие грижи, но постои шанса дека оваа унија или ќе се измени или ќе се растури. Но ќе го знаеме тоа во текот на наредните години, бидејќи овие години ќе бидат решавачки. Австриските председателски избори ќе бидат повторени на 4 декември, а анкетите укажуваат повторно на рамна трка. Ако победи Хофер, ќе стане првиот крајно десничарски шеф на држава од Европската унија. Неговиот независен ривал и поранешен председател на партијата на Зелените Александар Ван дер Белен победи на изборите во мај со тесна маргина од само 30.863 гласови. Високиот суд го поништи тој резултат поради незаконско и лошо ракување со гласовите по пошта, како што тврдеше Хофер. Иако улогата на председателот во Австрија е главно церемонијална, сепак тој има овластувања да ги распушти долниот дом на парламентот, националниот совет и да покрене избори. Во меѓувреме, шефот на австриската дипломатија Себастијан Курц порача дека излегување на Австрија од Европската унија е незамисливо, но Брисел треба да се коригира во мали чекори, односно не дали е потребно помалку, повеќе или воопшто Европска унија, туку како таа да биде поефикасна.